Имаше една година за подготовка на образовниот систем, но се чини дека тој затаил. Недостасуваат учебници, а тие што се веќе дистрибуирани, јавноста алармира дека се искинати и стари. Родители на ученици од неколку основни училишта во Скопје се жалат дека фалат учебници по историја за 6-то одделение. Коментираат дека тоа што нема печатење на нови учебници во дел од училиштата е суптилен влез во целосна дигитализација. Сепак министерката и покрај овие тврдења уверува дека учебници имало секаде и за сите ученици. Фалејќи ја новата концепција, вели учењето не значело учебник, а доколку недостасуваат учебници во 4-то одделение, имало можност да се симне електронската форма на таблетите. Учениците имаат и таблети, учениците имаат и учебници. Родителите, наставниците и администраторите имаат обврска да ги спуштат дигиталните учебници на постојаните таблети кои што се во училиштата, во библиотечниот фонд на таблети, и втора работа е дека ги спуштаат по информации во Viber групи, имејл адреси на самите родители за тие да ги инсталираат. Освен проблемот со учебниците, учениците и родителите се соочуваат и со страф од пандемијата, бидејќи и покрај лошата епидемиолошка состојба, надлежните решија наставата да се одвива со физичко присуство за сите, освен за средношколците во Тетово, Гостивар, Кичево и Струга. Останува да видиме како ваквиот модел ќе влијае врз епидемиолошката состојба со вирусот. Како што е познато, Комисијата за заразни болести заедно со Министерството за образование и наука подготвија 3 сценарија, а доколку се влоши состојбата, учениците ќе преминат на онлайн или комбиниран модел на настава. Во меѓувреме, хаосот во образованието не спласнува. Од иницијативата Настава и учебници мора да има најавија бојкот на наставата од понеделник, поради како што велат игнорантскиот однос на министерката Царовска, бидејќи не го зема предвид мислењето на родителите кои се против новата концепција и дигиталните учебници.